Средношколците волонтери од тимот за укажување прва помош при општинската организација на Црвен крст Струмица денеска пред библиотеката организираа показна вежба на која ги презентираа своите знаења и вештини за давање прва помош во случај на повреди. Волонтерите денеска несебично се трудаа да ги покажат своето знаење и вештини и уште еднаш потврдија дека се подготвени да пружат помош во случај на повреди. Танкица Стојанова информира дека секоја година по повод Светскиот ден на првата помош се организира вежба за укажување прва помош. За некоја среќа со годините, како што доаѓаат годините, значи гледаме дека се повеќе расте интересот за да се научи прва помош и се повеќе се раѓа интересот кај младите, тоест кај помладата популација. Од досегашните вака видувања може да кажеме дека доста голем дел од населението овде е обучено за прва помош, само имаме еден мал проблем каде што кога доаѓа моментот за да се укаже прва помош, на прво место доаѓа стравот, а потоа првата помош. Но мислам дека сега со овие обуки на некој начин на средношколците дека ќе стане еден дел и тој страв ќе се надмине и дека на еден начин тие ќе можат послободно да укажат прва помош. Бидејќи до крајот на месецот, тоа е цел месец каде што се посветуваме на првата помош, ќе има обуки за прва помош на наставниците и на средношколците. Младиот волонтер Димитар Спасов во својата изјава истакнува дека младите, односно средношколците, се обучени за пружање прва помош. Јас мислам дека доста од нас младите средношколците сме обучени да даваме прва помош, што од надпреварите кои што се случуваат на локално ниво, за таму се спремаме ние како средношколци, секој училиште има свој тим кој што знае да даде прва помош доколку тоа биде потребно. Исто така и ние преку Црвен крст ги обучуваме средношколците да даваат прва помош, со тоа што често организираме симулацијски вежби, например, низ средните училишта во Струмица. Показната вежба се одржа во рамките на Светскиот ден на првата помош, кој се одбележува со повеќе активности во текот на целиот месец септември.